Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат на големиот празник Илинден. Би сакал да искористам оваа прилика да им честитам на сите македонци среќен и вечит Илинден за многу години. А сега краток осврт за големата награда на Унгарија. Каква интересна трка, сосема неочекувано би рекол, една трка која ја постојано велам дека е Монако 2, трка која најчесто е досадна, трка каде што најчесто квалификациите го одлучуваат победникот. Комплетно овој пат не изненади, би рекол како еден шпил карти поделен на сосема еден различен начин. Видовме една трка која беше целосно непредвидлива со многу интересни моменти, па да почнеме од самиот почеток. Валтери Ботас како лопата за снег ги подбра Ландо Норис, двата болида на Red Bull во самиот старт на тие лизгави услови, недоволно закочи откако имаше слаб старт и потоа грешка при сопирање. Видовме понатаму една интересна ситуација на рестартот од трката, кога Луис Хамилтон се најде сам на стартот на целата рамнина со гуми на интермедија, односно за променливи услови, додека сите останати водачи влегоа во питбоксовите и ги променија своите интермедија плевматици за сува подлога, за топли временски услови. И видовме една многу интересна ситуација каде што Хамилтон мораше веднаш по крајот на првиот круг да влезе во пит, да ги смени тие плевматици, па се најде последен, мораше да се пробива низ поредокот. Се жалеше постојано на радиото дека на таа средна компонента нема перформанси, потоа се префрли на тврдата компонента, па дојде до еден значителен напредок. Интересни дуели на самиот врв, дуел помеѓу Окон и Фетел, цела трка. Честитки за Окон за одличната изведба. Помалку на среќа, меѓутоа кога веќе се најде во таква ситуација да ја води големата награда на Унгарија, не направи човекот ниту една грешка, а зад врат му дишеше 70 кругови четирикратниот светски шампион Себастијан Фетел. Ја неколку пати се обиде и да го престигне, не успеа. Феноменален ден за Рено Алпин, прва победа под бредот Алпин во Формула 1, прва победа за Рено по долго време, односно за болид кој е придвижуван од Рено мотор. Себастијан Фетел имаше одличен ден, подсете на своите најдобри денови, меѓутоа техничките правила на крај му пресудија, дисквалификуван од своето второ место поред недостаток од доволно гориво во својот резервоар за контрола на квалитет. За жал, возачот повторно плаќа со една одлична партија. Себастијан Фетел како возач повторно плаќа за грешките на тимот. Мислам дека е ова нефер одлука, дека ова правило треба се смени. Зашто би водачот платил би рекол за грешка во тимот каде што не ставиле доволно гориво или каде што не доволно пресметале колку гориво има Себастијан Фетел до крајот? Тој не беше директно загрозен од никој. Сега Луис Хамилтон ја превзема втората позиција од Фетел, што значи дека Луис Хамилтон сега го зголемува воството во однос на Макс Верстапен. Лош ден за Макс Верстапен, откако по тој лош потек на Ботас буквално возеше со половина болид, успеа да земе на крај само еден бод, класифицирајќи се 10-ти, меѓутоа со овој пенал на Фетел сега ќе земе 2 бода, односно класифицирајќи се 9-ти. Одличен ден за Карлос Саинц со Ферари, после тој карамбол успеа да се најде во добра позиција и да заврши на подиумот. Фернандо Алонсо, според мене, возач на денот со своите одбранбени возачки способности, успеа да го задржи Луис Хамилтон 6 или 7 кругови зад себе. Инаку мислам дека Луис Хамилтон ќе завршеше на прво место, ќе му ја земеше на Окон таа победа. Имаше перформанси, имаше плевматици за да го направи тоа. Фернандо Алонсо не потсти на неговите стари и добри денови. Феноменален ден за Вилијамс, двата болида во бодови. Латифи, одличен. Понатаму Расел беше спремен да ја жртвува својата позиција само за Латифи да земе бодови. Една феноменална партија на Вилијамс. Разочарувачки ден за Мекларен, бидејќи Ландо Норис не ја продолжи трката, а Даниел Рикардо имаше сериозно оштетување на болидот, не беше во можност да се бори за подобри позиции, не беше во можност дури да го престигне болидот на Вилијамс на Расел. Така да сега Ферари и Мекларен со 183 бодови во конструкторите се изедначени. Не чека една интересна битка за титулата кај возачите помеѓу Луис Хамилтон и Макс Верстапен, и не чека една интересна битка кај конструкторите помеѓу Red Bull и Мерцедес, но исто така помеѓу Ферари и Мекларен, кои вториот дел од сезоната после оваа летна пауза ќе би рекол
започнат изедначени со двата тима со 183 бодови, феноменална, интересна трка, трква каква што заслужувавме. Бев спремен на Монако 2, на една досадна трка која постојано ја следиме во еден ист редослед, меѓутоа времето си поигра со нашата судбина и ни донесе едно одлично гран-при. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Лайк, шер и сабскрајб. Во коментар би сакал да го слушнам вашето мислење за вчерашната трка. Честит празник, уживајте и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!